Ова е сигурно брат, без да ова сестра, ти си уисел нешто теро. Добар ден на сите луѓе, после видео во не знам колку ќе ви е добар денот, ама ајде, добре дојдовте во новото видео. Денеска правиме паранормални случки, дел 167 дел од паранормални случки. Океј, влаваме ние во Инстаграм и прво што гледаме, видите, шо е ова? Шо е ова, бе, видите? Кој ќе ги чита овие сите, ајде во ред, ајде да почнеме со првото. Во 3 наутро се појави отпечаток од што исчезна за миг од мојата соба. Каков е тој печаток, го објасни ми, ме разбираш, не само печаток од све може да биде. Ама не го разбрав, идеме на следно. Здраво хец, една седев кај другар ми, јадевме грицки, седевме до 5 сава или се беше ок, после пола. Кажи шо после пола? И после бе прашваат луѓе, ујке, зашто се нервираш, а кај дали се нервира? Нема друг дел, само после пола. Идеме на следно, а следното е, кога бев мал, еднаш, кога бев кај баба ми на спиење, си легнавме сите да спием и се разбудив партеден, ојме на следно. И бев во дворот кај баба ми. Најдов некоја маска на земја за време на COVID и ја ставив на мене, пар 2, ојме на следно. И започнав да се гушам, потоа се разбудив и дедо ми беше над мене и премногу се уплашив. Зошто е дедот и над тебе не знам, а и зошто си ја ставил маската од на земја и тоа не знам. И не го разбрав искрено, али ајдеме на следно. Еден ден го видов дедо ми од кај огледалото, сигурно нема да се шалам со вакви работи и тој е почина. Како си го видел на огледалото, мислам, тој беше до тебе и ти го видел, вака ти излеза, значи не те разбирам брат како си го видел, или си го видел, значи до огледалото, тој не бил нигде, а ти на огледало си го видел. Мислам, напиши го малце по овај Петелов ќе задавам. Еднаш со другар ми влеговме во запуштена куќа, вратата слушнам ме нешто одгоре, си сплашим ми чао дома. Само толку, па и чао вите од видеото, излега одма, излега од видеото да не те гледам мрш. Кога ќе ја видам на страничката по англиски, тоа е мојата Paranormal Stories. Wait, for first, зошто да ти е страх од професорката по англиски? Јас се од тебе ќе се дрнам затоа што ти изгрешила. Сака те научи англиски, да направи човек од тебе за утре, кога ќе појдеш во некоја друга држава, кај што не знаеш пример индиски јазик, ќе збориш на англиски. Англискиот е светски јазик, тоа запамти го, а и зошто мислам, јас имав најдобра професорка и во основно и во средно по англиски, многу ги поштувам таа да. Јас еднаш стоев до креветот и некој како да ме турна силно, а паднав, а сам бев дома. Вака сега ќе ти објаснам, јас не бев до тебе, јас не те турнав, да не мислиш ако знам дека јас бев. Ти си рекал си стоел до креветот. Стоеше вака до креветот и ако стоиш си изгубил равнотежа и си паднал. А никој не те турнал, да моje мислења, не мисли дека ја бев јас. Скрада јас не те турнал. Едеме на следно, фала Богу немам. Тоа е најбитно. Значи најбитно е да немаш, а не да имаш. Најбитно е да немаш и продолжи така да немаш, тоа е најбитно. Јас еднаш се шетав со другар во парк на кај 12:10 после полноќ. И некој викаше, ние отидовме таму и те видовме, кај ме виде, немој да јајте трици, и да кажете дека мене по паркоите ме гледате таму во Струга, немој да јајте трици, лажиш, корниш, излеги од видеото да мрш. Јас појдов кај другар ми, одеднаш куќата почна да гори, ние излеговме надвор, тоа е најбитно, јас видов човек кај што ми се насмеа. Па тој ти ја запалил куќата, бе брат, мислам, за куќата ти гори, секој како нормален човек ти помогне, а тој пошто ти се смеј, тој ти ја запалил куќата, ме сваќаш. Еднаш кога бев сам дома, ми се отворе сама вратата, чекај брат, не се сова сам, ми се има и мене лично десено и затоа можам да кажам искуство дека ова е мојот умо да ти го извајт од памет, затоа што јас мојот излегла до град и јас останав дома сам и сега се викам мајке одам до соба кај мене да поиграм нешто и сега многу убаво памтам дека вратата ја затворив. Јас играм 2-3 минути, се вртам десно, вратата е отворена. Дома немаше никој, главната врата беше заклучена, немој никој да влезе, пример да ми отвори, да избега. Туку многу лично знам дека дома бев сам, а вратата беше отворена. Како? Не знам ни сам. Мој ме домена следно. Беше околу 4:40 савајле. Најнаш станав од спиење и видов еден.
Се зезам, тоа не е еден, туку е тоа прв дел, таа дојме наследниот вика во телефонот дека ми е празен и немав доволно сила да го ставам телефоном на полноч. Од другата страна на креветот да се полни, потоа малку заспав, ама не ни. Ојме на следен дел приметив и се будам пак и го гледам телефонот, ојме на последниот дел се полни и сатот е ист како пред телефонот наполнет и ова не е фейк. О мај гад, па фейк е. Океј, извини, малце шиспанав мајмун, се зезам, можно е, јас има десено мене на телефонот 106-107% ми се наполни и пукна батеријата. Еден ден бев кај баба ми и дедо ми. Требав да спијам, требаше да спија, значи не си спиел, а баба ми живее многу близко до и. За ова се нервирам. Значи, ако почнеш нешто, дело да си го довршиш, не дои, и што да знам бе брат, и што да знам, кажи, објасни ми, плиз. Една ноќ кога станав, некаде околу 4 сатот, да прам вода, како да правиш вода, брат, мислиш да се напиеш вода, водата не се прави тоа ли добро, да прам вода, слегов долу, а светлата ми беа остајни кога к. Пак, недовршен збор. Недовршена реченица. Те молам следниот пат доврши реченицата или ќе судаме. Имаш девојка? Ја викам паранормална случка, тој дали имаш девојка? Што тјага ли ме тебе, што тјага ли искрено имам и шо? Се разбудив од спиење и не можев да мрдам. Викам по сестра ми, ама како да не ме слуша во тој момент. Тој ме на следен дел, како да бев глув, пробав да станам, ама све ме болеше, цел бев под грчеви како пајаци да ме лазен. Ова е парализа во сон, ова не е фейк, ова што го има напишано, можам да замислам дека многу пати си има десено парализа во сон и мене ми си има десено и то сам да е последно што ми си има десено и многу е одвратно, мислам, травма ќе ви остане. Како што спијав и почна нешто да ме даве. Сега ќе ти објаснам нешто, брат, и знај го за друг пат. Нешто почнало да те дави затоа што ова е сигурно брат ти или сестра ти си му изел нешто од фриждерот што било нивно и нормално во спијање ќе те удат и то ти е тоа. Еднаш седев до 5-6 сабајле и мислев дека има духови. И ја разбудив мајка ми да седи со мене, брат, што си направи ту, срамот, ама те гледам бе брат на сликава, голем си бе брат, ти срамот е се со вакви случки да се прави, мислам, не е убаво. И тоа е тоа луѓе од ова видео паранормални случки, ако сакате да се продолжи овај серијал, ова видео да речиме, ставете 200 лајкови на ова видео да пробаме, да се гледаме ние во наредно видео. Чао!